Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Јустин Филозоф и преподобниот Агапит Печерски. Светиот маченик Јустин Филозоф роден е од елински родители во самарскиот град Сихем, подоцна наречен Наблус, во 105-та година по Христа. Усрдно ја барал мудроста во филозофите, најпрво кај стоиците, потоа кај перипатетиците, па кај питагореиците и најпосле кај платонистите. Иако ни Платоновата филозофија не го задоволила, сепак на неа се задржал најмногу, немајки ништо што би го привлекувало повеќе. Но по провидението Божјо му се јавил некој чесен старец, кој ја поколебал во него целата филозофија на Платон и му напоменал дека луѓето не можат да ја знаат вистината за Бога, додека тоа Бог не им го открие, а Бог ја открил вистината за себе си во книгите на Светото писмо. Јустин почнал да го чита Светото писмо и постанал убеден христијанин. Сепак не сакал да се крсти ниту да се нарече христијанин, се додека лично не се уверил за лажноста на сите оние обвиненија што незнабожците ги истакнувале против христијаните. Доаѓајќи во Рим по филозофска диплома, тој набргу стекнал таму големо почитување и многу приврзаници. Присуствувал на маченичкиот крај на светите маченици Птоломеј и Луки. Видувајќи го мачењето на невините христијани, тој напишал апологија на христијаните и христијанското учење и му ја предал на царот Антонин и на сенатот. Царот со внимание ја прочитал апологијата и наредил да престане гонењето на христијаните. Јустин го зел преписот од царевата наредба и со неа отишол во Азија, каде што со помош на таа наредба спасил многу гонети христијани. Потоа се вратил во Рим. Кога настанало гонењето од царот Марко Аврели, тој напишал втора апологија и му ја упатил на царот. Некој нечесен филозоф Крискент, циник, го обвинил како христијанин. Од завист што Јустин го победувал во сите расправии, па Јустин допаднал во темница. Посакувајќи му смрт на Јустина, а плашејќи се овој некако да не се оправда на судот, Крискент начекал прилика та некако го отрул Јустина во темницата. Така го завршил својот земен живот овој голем заштитник на верата христијанска и се преселил во блажената вечност во 166-та година. Aleluia.
spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi Преподобниот Агапит Печерски, ученик на светиот Антони Печерски, ги лекувал луѓето со молитва и со давање на зелје, од кое што тој си правел леп за себе. Така го излекувал и кнезот Владимир Мономах, поради што се прочул на сите страни. На тоа му подзавидел кнежевиот лекар некој ерменец и почнал да го клевети. Кога Агапит се разболел, му дошол овој ерменец и погледнувајќи го му рекол дека по 3 дни ќе умре, а ако не умре дека и тој ерменецот ќе се замонаши. Агапит му рекол нему му е јавено од Господа дека нема да умре по 3 дена, туку по 3 месеци. Така и се случило. По смртта на Агапит, ерменецот дошол кај Печерскиот игумен и го замолил да се замонаши. Оти рекол му се јавил од оној свет Агапит и го подсетил на ветувањето. И така некогашниот завидливец постанал кроток монах на провидението на Бога, кој сака сите луѓе да се спасат. Светиот Агапит се упокоил околу 1095 година. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i prene Jesús.